Македонски лежишта на вредни и критични минерални суровини ќе се истражуваат со помош на американска финансиска институција и австралиска компанија. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини во Вашингтон потпиша договор во вредност од 5 милиони евра како поддршка за рударско-геолошките истражувачки активности во земјава. Потписници на овој договор се Американската меѓународна финансиска корпорација за развој и компанијата Pela Global Limited, чиј извршен директор е австралиецот со македонско потекло Ник Јовановски. Овој чекор представува значаен сигнал за зголемен интерес за инвестирање во секторот на критични минерали во Македонија и дополнително ја потврдува стратешката соработка со САД во областа на енергетиката и ресурсите. Велат од Министерството. Премиерот Мицкоски веќе најави заинтересираност на американски инвеститори за експлоатација на вредната и ретка антимонова руда од кривопаланичкиот локалитет Луќе. Според документацијата, пред 9 години концесија со рок до 2045-та за истоимениот локалитет добило Друштвото за енергетика Пела, чие застапно лице овој пат е потпишано како Николче Јовановски. За сега, концесијата на компанијата Пела за кривопаланичката локација Луќе не вклучува антимонова руда, туку е за злато, сребро, олово, цинк и бакар. За градоначалникот на Крива Паланка, ова инвестиција би била значителен приход за општината. Станува збор за сериозен извор на редок тип на минерал руда, антимон, кој што е ретка руда и кој што практично ќе значи извоз за доминантен извоз за американските држави, а она што знам како информација, мислам дека и собствеништвото е доминантно со странски капитал на концесионерот. Ова за општината можеби ќе значи јакнење на локалната економија. Општината ќе има сериозен извор на прибирање на финансиски средства по однос на концесија. Антимонова руда се експлоатирала од рудникот Крстов дол, кој не е во функција повеќе од 50 години, а претходната експлоатација довела и до загадување на површинските води. Во случај рудникот повторно да се отвори, градоначалникот на општината уверува дека ќе се превземат сите мерки за ризиците по животната средина да бидат минимални. Според најавите на власта, суровата антимонова руда од рудникот Крстов дол ќе се обработува во Оклахома во Соединетите Американски држави.